Со години се веруваше дека биткоин има свој 4-годишен ритам: халвинг, раст, пад, па повторно булран. И тоа се повторуваше речиси совршено секој пат. Ама сега нешто се менува. Податоците покажуваат дека овој пат циклусот не се однесува исто како порано. Биткоин не реагира како што сите очекуваа и изгледа дека 4-годишниот циклус конечно е скршен. Досега после секој халвинг, цената на биткоин експлодираше, достигнувајќи нови врвови, па следеше пад и период на корекција. Овој ритам им даваше прилично предвидлива слика за тоа кога е добро време за купување и кога за продавање. Но сега растот не е веќе толку брз, а падовите не се толку драстични. Волатилноста е намалена, а пазарот изгледа позрело и постабилно. Тоа значи дека старите стратегии, базирани на купи после халвинг и држи до врв, можеби не функционираат веќе исто. Исто така, времето меѓу врвовите се продолжува. Ако порано циклусот од 2013 до 2017 траеше 4 години, а од 2017 до 2021 слично, сега движењето е побавно и помалку драматично. За трговците тоа значи дека мора да се прилагодат на новата динамика. Краткорочната шпекулација може да не носи исти резултати. Потребно е да се следи стабилниот раст и управувањето со ризик. Нови фактори, како глобална економија и ликвидност на пазарот, се сега поважни за цената на биткоин. Меѓутоа, ова не значи дека биткоин станува помалку интересен. Намалената волатилност значи дека пазарот се стабилизира и станува позрел. Тоа може да привлече нов тип инвеститори, оние кои бараат постабилен и предвидлив раст. 4-годишниот циклус можеби е скршен, но тоа не е лошо. Тоа е само ново поглавје за биткоин, што значи дека е повеќе стабилен, поразвиен и со различен ритм. За трговците ова е прилика да ги адаптираат стратегиите и да гледаат пошироко со долгорочна перспектива. Еволуцијата на пазарот носи нови можности за оние кои следат внимателно.